Нашата екипа ова утро се наоѓа во едно прилепско село, селото Мало Коњари, оддалечено е од градот околу 7 километри, и ова село е познато во македонската јавност како селото на Силјен Штркот од приказната на Марко Цепенков. Но ве уверувам дека и во иднина ова село ќе биде познато, а според моје мислење ќе биде познато по еден нов бренд кој што се создава тука, а го создава една наша колешка, Горда Тановска, новинар, која што, освен со новинарство, пред една година започна активно да се занимава и со земјоделие. Така го создаде својот познат бренд Бавчика, кој што содржи широк спектар на македонски традиционални рецепти. За што точно станува збор, ве поканувам да погледнеме. Добар ден, Гордана. Добар ден. Како сте? Добро е. Работно. Ова се ваши пиперки? Ова се наши пиперки, произведени тука од нашата бавча и во нашиот двор практично, бидејќи ова сето е наш двор и наша бавча. Неодолливиот мирис на печена пиперка кој што потсетува дека веќе е крајот на летото и почнува есента, а со тоа и подготовката на нашите традиционални рецепти како што и најав претходно ајвар, лутеница, малиџано и многу други. Да, точно. Пиперката е при крај, доматите веќе завршија, бидејќи ние се произведуваме на отворено, но сега е најслатката пиперка и се прават најслатките специјалитети од нашите мајки, од нашите баби и токму заради тоа ние сега и забрзано работиме. Како што кажав, вие сте новинар, но исто така се занимавате и со земјоделие, започнавте пред една година. Вашиот бренд се вика? Брендот е Бавчика. Бавчика заради тоа што се доаѓа од нашата бавча и Бавчика заради тоа што сакавме да асоцира на нешто традиционално, како бавча, и заради тоа што сакавме да асоцира и на нешто еколошко, бидејќи нашите производи од нива па до трпеза се сосема еколошки, не би рекла органски, бидејќи немаме сертификат за органско производство, тоа е само заради сертификатот, но инаку се еколошки, без апсолутно никаква хемикалија во производството и во преработката при конзервирањето на нашите производи. Како што кажав и на почетокот, вие сте новинар, како се најде тој спој помеѓу земјоделството и новинарството? Значи, јас сум од Мало Коњари. Тука учев, тука живеам и од тука сум. Јас од секогаш сум ја почитувала природата, а тоа чувство за почитување на природата и тој став да се има човечки, хуман став кон природата сум го имала од секогаш, а уште повеќе го надоградив кога живеев 10 години во Австралија. Исто така низ работата како новинар се уверив во моите ставови дека треба навистина да се грижиме за природата. Кај нас во Македонија, за жал, многу малку тоа се прави или не се почитува, а земјоделците јас ги разбирам зашто тоа го прават, заради тоа што сакаат што повеќе да извадат од една нива, од еден декар, значи поголем принос. Но верувајте дека доколку се почитуваат правилата на природата, а сигурно сум дека и вие како новинар ќе се согласите со мене, ако им се даде додадена вредност како што е ова сега, од нива до трпезарија, до маса, да биде сето природно, без хемикалии, може да се добие повеќе, но за тоа ќе треба и дополнително здружување, да речеме, сигурно ќе треба поголема помош од државата, заради тоа што треба некогаш и поголема едукација и информација на каков начин тоа би се направило. Не е само желба. Да, за тоа ќе поразговараме малку подолу во разговорот, додека сме кај вашето представување, можеби малку ми не знаат дека освен новинар и земјоделец во последниот период, вие сте биле и ракометар, спортист, така што вашето мото, вашата девиза во здраво тело, здрав дух, сега ја пренесувате на малку поинаков начин, односно со конзумација на здрави еколошки производи. Да. Спортот исто така беше дел од тие скалила за човек да осознае нешто што е многу важно или најважно за животот, бидејќи не е исто доколку пиете одредени сокови кои што имаат хемикалии во себе. А доколку земате здрава храна, како што е јаболко или слива произведена на еколошки начин или на органски начин, тоа на вашето тело ќе му даде дополнителна енергија, она што се бара за спортистите. Јас кога спортував 80-тите и 90-тите години во
гигантот тутунски комбинат тогаш и сега гигант, но не во таа смисла кога зборуваме за спортот. Навистина се обидуваа нашите тренери да ни воспостават еден режим на здрава исхрана, што пак како резултати во тренинзите што ги правевме и во надпреварите што ги имавме, имаше навистина големо влијание. Бидејќи реков, не е исто ако се храните со овие сега што се препарати модерни. Сега ајде има допинг контроли, па може тоа да се провери, тогаш немаше. Но еве, благодарение на тренерите кои што тогаш не воспитуваа и на некој начин ни влева дополнителна љубов кон природното и кон таа природна енергија која што секој производ треба да ја има, тоа се садило во мене и еве сега прерасна во нешто сосема ново, кое што се надевам дека од наредните години што доаѓаат, можеби веќе се надоградува дополнително. Тука гледам, имате една прекрасна веранда, па би можеле разговора да го продолжиме тука. Може со задоволство. Мирисот на вистина, барем за мене е опоен. Дали денеска ќе имаме ајвар? Денеска, значи за ајварот требаат 2 дена. Зошто 2 дена? Бидејќи првиот ден се печат пиперките и тие треба да се исцедат преку ноќ, најдобро е, за да нема вода во она што потоа се преработува. И потоа другиот ден се мелат и се пржат. Значи сега имаме само печење? Сега имаме, денеска е ден за печење пиперки, а веќе утре ајварот овдека ќе биде исто така и ќе се меша во голема шерпа. Па да свратим утре тогаш. Може. Вака... А можеме и да пробаме сега, бидејќи имаме на залиха? И лут и блак. Добро, ние на старт на разговорот да си кажеме дека без да пробаме од вашите производи нема да се заминеме. Тоа се како Да не биде дека не сме кажале. Ние нема да ве пуштиме. Веднаш позади нас се наоѓа и бавчата, односно местото од каде што практично доаѓаат тие земјоделски производи и ги произведувате вашите традиционални македонски специјалитети. Колку декари има и што имате засадено? Ова овде кај нас ние си го викаме расадник, иако тоа не е сега расадник. Пред 30-40 години тука мојот дедо имаше голем расадник од јаболка и сливи кои што ги продаваше на градскиот пазар во Прилеп. Тој тогаш беше првиот производител на јаболка од Пелагонија. Сите доаѓаја од Ресен. Јас како мала со него сум присуствувала на пазар, но потоа кога веќе не можеше да се одржува тој расадник, тука сите тие јаболка беа искорнати и се прилагоди површината за нешто друго. Сега тука ние произведуваме бавчанџиски работи, би рекла. Тоа се пиперки, домати, келј, прокелј, понатаму имаме компири, имаме ченка и исто така и граф. И имаме мал расадник во кој што има од се по нешто, а тоа се јаболка, сливи, кајси, лешници, во секој случај бидејќи препознатливи сме тука во регионов и по лешниците. И имаме од се по нешто, пред се заради своја потреба, како и досега, а од годинава и за потребите на бавчика, за да може она што се произведува тука и понатаму да се конзервира и да се преработи за тие што сакаат да купат од оваа кујна на бавчик. Колку производи имате во вашата лепеза? На почетокот, како што пристигнуваа производите како созреваа, така и ги правевме, ги конзервиравме. Започнавме со доматите, тие први стигнаа. Така што имаме сок од домати, имаме сос од домати, има и свое име, доматино. Тоа е навистина убав сос кој што може веднаш да се употребува. Малку италијански звучи. Да. Се уште немаме наше име, а треба да се погрижиме наше да биде името. Потоа од доматите тие се употребуваат за правење на лутица дополнително, тоа е препознатлив исто така рецепт во цела Македонија. Лутица, ајвар, блак или пак лут. Понатаму имаме мармалади, бидејќи реков имаме од сливи мармалади, од кајси мармалад и ќе се прошируваме како што ќе стигнуваат производите, а тоа ќе значи има еден специјалитет што се вика печиг мечи. Тоа е интересен називот, но се прави брзо, а е многу вкусно за јадење, особено кога има мевце печено. Колку луѓето ги бараат овие ваши производи, кои што се еколошки? Јас се изненадив колку ги бараат. Тоа значи дека луѓето се информирани
оти хемикалиите му штетат на примарното земјоделско производство. Искрено не се надевав дека ќе има некој голем одзив, но ајде реков да пробам, да експериментирам, мислејќи дека на таков начин ќе си ја пробам среќата. Се востанови дека луѓето прават разлика меѓу тоа што е домашно произведено за своја душа, што значи без никакви заштитни средства и хемикали, дека не е исто со она што тие долани го купувале од пазарот на големо, зборувам еве и за пиперки, и за домати, и воопшто за сите земјоделски производи. И има многу голем интерес, така што мислам дека оваа година практично јас нема да можам да одговорам на сите барања или на сите побарувања кои што се од страна на оние што слушнале за Бавчика, било на каков начин, а сега најмногу преку социјалните медиуми. И правам список на луѓе кои што бараат, дали пиперки или домати. Доматите реков веќе завршија, но и од производите кои што се сега на лагер, до кога што има, ќе продаваме. Другото за година списокот ќе важи. Каде го продавате? Дали надвор од Прилеп и во другите градови? Дали има побарувачка? Има побарувачка. Најчесто во Прилеп бараат од свежите производи и има дел исто така и од преработените. А со оглед на тоа што Скопје е далеку за транспорт, еве особено ако зборувам за доматите, тие се домати кои што само да ги пренесете од едно на друго место и се оштетуваат, не е препорачливо да се пренесува свежо. Затоа пак конзервираните во Скопје ги бараат многу, а многу е важна довербата, да се стекне довербата, па така им праќаме и примероци да почувствуваат која е разликата и веднаш потоа следи побарувачката или што им треба за да можат да порачаат. Колку мали стопанственици како вас се јавиле во последниот период? Дали има тренд на создавање на вакви мали земјоделски стопанства? Има и мислам дека ова можеби ќе биде повод за некакво здружување. Зошто? Заради тоа што луѓе што ги познавам, тука од регионот од Прилепско, многу ја поздравија идејата и она, знаете, кога ќе дојде некој дојде, како ви текна за таква идеја да правите нешто, а тоа, реков, чисто беше инспиративно како идеја. Мислам дека тоа е моментот каде би можеле на некој начин да се здружиме веќе за година, за едно посеопфатно, пошироко здружување. Како вид на задруги некој? Како вид на задруги или некакво здружение, за да можеме заеднички и во примарното производство и во преработката да настапуваме, со тоа што ќе се знае дека стекнатата доверба од Бавчика дека ова нема хемикалија, дека е еколошко производство, ќе се користи за понатаму во наредните чекори. А тоа го осознав на саемот што беше сега во Прилеп, колку луѓе дојдоа, ја поздравија идејата и на некој начин индиректно и се пријавија да учествуваат во едно такво пошироко здружување. Кога спомнавте сајмот, за тие што не се запознати, станува збор за сајм на Slow Food Македонија и Slow Food Прилеп, кој што организира еден вид настан како да се бие млекото, кој што беше посветен на производството на традиционалното биено сирење, тука кој што е познато од Прилепскиот регион, беа изложени производи кои што одат во некаков сооднос кога се конзумира сирењето. Едно од нив се и овие традиционални ајвари, малиџана, домати и така натаму. Исто така, вие имавте тука штанд. Она што мене многу ми се допадна и што беше изложено е тоа дека треба да се зголеми таа конекција помеѓу купувачот од една страна и малиот производител од друга страна. Сега имаме и трета страна која што се мешува во целиот тој процес, односно препродавачите, така да ги кажеме, кои што користат и од купувачите, и од граѓаните, и од самите производители, така да ако еден купувач директно стапи со вас, знае со каков квалитет располагате, знае каков производ ќе купи, но исто така и цената сигурно ќе му биде и него поволна, но и на вас, зашто сега профитот го зема трговецот. Точно така, јас мислам дека навистина голем дел во моментов отпаѓа на трговците и треба не да се прескокне, но да се најде некое решение со кое што и на земјоделците ќе им се исплаќа да произведуваат и на оние кои што тргуваат со тие производи и имаат крајен потрошувач, во случајов еве преработувачката индустрија. Во моментов можам ова најотворено да го кажам, бидејќи ја следам таа област како новинар со години,
а пак сега еве и директно сум во контакт со тоа, оваа година особено. Земјоделските производители се во многу незавидна положба, бидејќи нема сектор во земјоделието во Македонија каде што се борат да се ги вратат инвестициите што ги направиле без оглед во кој сектор од земјоделството станува збор. Овштарство, лозарство, оризопроизводство, тутунопроизводство, еве овие бавчанџиски работи што се градинарски работи, исто така. Ако земете дека откупот на пиперката ајварка во моментов е околу 20 денари за прва и втора класа, значи заедно, тоа е многу малку. Тоа не се исплаќа да се произведува. И верувајте дека до година, како што трендот на намалување сега оди на вистина надолу, уште ќе се намалува тој број на производители кои што своето производство сакаат да го продадат на регистрирани откупувачи, затоа што прво немаат гарантирана цена и второ, никој од тие што им откупуваат не земаат во предвид колку земјоделците вложуваат во тоа производство. Значи во време на светска криза за храна, кога Македонија поседува прекрасни услови за одградување на истата и бројни сончеви денови и доволно врнежи и одлична почва, ние се наоѓаме во една незавидна ситуација, буквално земјоделскиот сектор да опаѓа во поголемиот дел од гранките. Точно. Вклучувајќи го тука и сточарството. Сточарството најмногу, ако ви кажам дека Мало Којњари, каде што сме сега, беше село, Прилепско село препознатливо по млеко, по производство на млеко и млечни производи. Сега можам да ви кажам од 200 кујчи колку што има во селото, ако има вкупно 10 кујчи кои што имаат крави, го продаваат тоа млеко или па преработуваат нешто. Многу малку. Значи, овци скоро и да нема, ако има само едно семејство кое што се уште одгледува овци, а додека бевме мали, додека растевме, тука не можеше да се помени од крави, од овци, значи секоја кујче имаше или крави, или овци, или едното и другото. Ако зборуваме за млечното производство, за сточарството. И ако продолжи овој тренд, нема ни тие да ги има. Тоа сигурно ви тврдам, затоа што едноставно не се исплеќа. Зошто? Заради тоа што државата увезува млеко, дури и млеко во прав, индустриските капацитети произведуваат сирења какви што произведуваат и самите знаеме колку е тоа природно или еколошко и дали е од нашето македонското млеко, така што еве и сами сте сведоци дека во последно време информацијата е дека за многу кратко, за еден месец, Македонија нема да има доволно млеко за своите собствени потреби. За жал така е, да се надаваме дека работите ќе се сменат. И еве за крај на овој разговор да го погледнеме местото од каде што практично доаѓаат производите на овој бренд, од каде доаѓаат тие македонски традиционални специјалитети. Со задоволство. Рековте дека на 12 декари се простира целата површина. Колку е подбавча? Подбавча е декар и пол, а има исто така и пченка, тоа е половина декар и расадникот што е таму на крајот, тоа е некаде околу исто половина декар. Останатата половина од тие 12 што ги спомнавте, имавме пченица засејано, тоа е веќе ожнејано, треба да се изора, и има исто така лешници кои што расадник од лешници како и овој има и таму. Тие се од нашето семејство, но од мој браточет. Што е сега останато да се собере уште? Кои култури? Сега има уште прокилјот да се собере, го гледам тука. Има од пиперката разни сорти на пиперка. Пиперка ајварка, лути, везани, бабури, сомборка и така натаму, неколку сорти. Потоа имаме за собирање, ова е есенска зелка. И тоа би било тоа. Имаме исто така и модри патлиџани. И од прилика тоа е. Кочаните треба исто да се соберат, гравот треба да се искорни, тој да се среди, односно. Значи практично да нема што нема тука. Нема. Расадникот да не зборувам, таму е преполно од овошје. Има многу работа, но како што најавуваат со температурите, тоа треба да заврши во текот на оваа недела, бидејќи веќе од наредната можно е да падне слана, односно ниски температури, така што од бавчата
ако дојдевте наредната недела, немаше да има ништо. Гордана, благодарам за овој разговор и за твоето гостопримство тука во твојата бавчика, која што имавме можност да ја видиме. Драги гледачи, се надевам дека ве заинтересираме со овој прилог и за тоа колку е битно земјоделието, колку е битно да се конзумираат здрави и еколошки производи наместо производи полни со хемија, ајде така да кажеме. И се надевам дека и вие ќе започнете на еден начин со водење на здрав живот и со купување на вакви здрави еколошки производи, а државата ќе го препознае овој тренд, ќе ја препознае оваа амбиција као овие луѓе, како што е Гордана, и дека ќе ги поддржи овие земјоделци и од година во година да ги имаме се повеќе. А јас ве поканувам да ги пробаме, да ги вкусиме производите од бавчика. Да ги пробаме.